кај сите девојчиња, така и кај мене, мој прв позитивен пример за успешна жена е мојата мајка. Јас сум бескрајно благодарна што имам толку добра мајка која што секогаш покрај мене и ме поддржува и со бескрајна љубов и разбирање. Инаку има и други секако жени кои што ми оставиле доста силен впечаток, би ги спомнала мојата менторка, мојата прва директорка, тоа се повеќе колешки и соработнички, како жени од кои што навистина има што да се научи, кои што представуваат инспирација за одредени области. Инаку генерално би инспирираат жени кои што се силни, амбициозни, квалитетни, со големо срце и со голема љубов во сите области, мислам, и во областа на политиката, и во областа на уметноста, хуманисти, кои што тоа се жени кои што ги сретнуваме секој ден и околу нас и во светот. Секако и баш се жени во прашање, не се многу познати, да речем, од славните личности, меѓутоа се лица кои што на почетокот од мојата кариера, додека работев со советување за студии во странство, координаторот, да кажем, во тоа време, американка повторно, ми вети дека, пошто јас многу сакам звезди, и ми вети дека ќе ме однеси до звездите. Изгледа ја виде там моја одлучност дека кога ќе наумам нешто ќе го направам, и многу ми помогна, односно беше како ментор, да кажем, во процесот на моје созревање во кариерата. Така да секогаш ќе се навратам на незините начин на кој што таа функционираше и се трудам секогаш да го постигнам тоа. Во текот на во процесот на моето образование, како и во текот на работата, можам со гордост да издвојам 3 жени кои што многу влијаеа на мојот развој, на моето размислување, секако покрај моите родители, мајка ми и татко ми, кои се тие што несебично го поддржуваа образованието, не само моето, туку и на мојата сестра и мојот брат. Значи, тоа е пред се во средно образование, имав среќа да ја запознавам госпоѓата Славка Манева, таа е поетеса, која што пишува детски песнички. Таа жена е прекрасна, таа ги даде првите насоки и ги отвори можностите дека всушност секоја желба е остварлива, само доколку се сака. Втората жена која што сакам да ја спомнам е госпоѓата Славица Инџевска, сега е таа заменик директор во фондацијата Отворено општество. Имав среќа да работам со неа на модел проектот Програма за образование на роми во 1998 година и таа е прекрасна жена, силна, работлива. И третата жена која што сакам да ја спомнам и која што има исто така големо влијание и ден денес во мојот живот, тоа е госпоѓата Дивна Лакинска, професор. Проектот USAID Ideas придонесува кон подобрување на деловната клима во Република Македонија, потоа фокусирајќи се на афирмација на политиките за поттикнување на конкурентноста во сите области, кој што конкурентност кој што се базира на знаење, иновации, соработка, интернационализација, односно извозна промоција и привлекување странски инвестиции. Со создавање на една подобра и поконкурентна економија и создавање на една подобра деловна клима, секако дека се создаваат и многу повеќе можности и за жените, и жените се значаен фактор кој што придонесуваат во растот и развојот на економијата и во создавање на оваа поконкурентна економија. Така да фокусот е фактички на сите, создавање на генерално на подобра клима, а од аспект на колешките кои што се вклучени во меѓуминистерската експертска работна група за имплементација на индустријската политика, мислам дека со овој проект на USAID се добиваат сите, затоа што добиваме повеќе обуки за јакнување на индивидуалните капацитети и знаења. Во секој случај е доста позитивен пример. Секако, самиот проект е наменет на сите оние кои што сакаат да отворат бизнис, односно ние стално кажуваме сите оние кои што се осмелуваат да сонуваат, дека тука сме ние да им помогнеме и да ги поддржиме. Во тие рамки постојат жени кои што отварат собствени бизниси и добиваат поддршката од бизнис центарот во различни форми. Во зависност од нивото на нивната колку се тие запознати со што значи еден бизнис,
што секој е индивидуално. Најчесто спомнувам дека нашата работа е многу како мозаик, значи се зависи колку имаш познавање од предприемништвото генерално, дали си имала искуство порано, може би си работела некаде, па сега сакаш собствен бизнес да се отвориш. Многу моменти се тука во прашање и во сите тие сегменти бизнес центарот, односно бизнес стартап центарот Битола, преку проектот на USAID успева да им помогне и на жени, а и генерално на сите бизнеси. Како што реков, проектот на USAID започна во 2004 и се реализира до ден денес. Овој проект е фокусиран на образовните потреби на децата роми, меѓутоа проектот не ги исклучува и останатите деца кои што имаат потреба од било каква поддршка од нашите активности. Овој проект секако има влијание на девојчињата, на нивната присутност во училиште, на нивната прифатеност и менување на размислувањето во семејството, што е многу битна работа, затоа што имаме години работа наназад, па можеме слободно денес да си кажеме дека улогата на жената во семејствата во оваа населба е сменета. Девојчињата одат на училиште, се запишуваат во средно училиште, се запишуваат дури и на факултет, работат, самостојни се и што е најбитно, не се мажени. Значи, оние стереотипи, размислување и некогаш не состојби дека малолетничките бракови се се уште актуелни во ромската заедница, јас тврдам дека тоа се реткости, ги има, не велам дека ги нема, меѓутоа се многу ретки. Исто така можеме и да се пофалиме со состојбата дека девојчињата многу подобро учат од момчињата. Те имаат подобри резултати на училиште и покрај тоа што учат, нивната улога во семејството е дупла. Тие водат сметка во некои семејства и за семејството и за помалите брачиња и сестрички во домот кога мајката и таткото работат. Веројатно жените со кои соработувам многу подобро би можеле да одговорат на ова прашање, но во двата проекти исклучително внимававме на балансираната родова застапеност и преку проектните активности го спроведуваме принципот на намалување на родовите стереотипи и предрасуди. Работата на проекти на USAID е тимска работа, во која сите придонесуваме да имаме успешно завршена работа и резултати. Јас учам од моите колешки, но и моите колешки учат од мене. Секогаш го споделувам моето работно и животно искуство со помладите, а од нив црпам позитивна енергија и ентузијазам. Иако мојата професија како градежен инженер е машка, сепак во текот на работата голем број од моите партнери се жени, што посебно ме радува. Па им помага на сите луѓе, вклучително и на жените. Можам да кажеме дека на жените им помага, бидејќи во судството во Македонија голем процент се жени, поготово во првостепените судови. И бидејќи јас работам како лице задолжено за односи со јавноста, им помагам и на моите колешки, нормално со тоа што го презентирам судот во јавноста. Меѓутоа и како човек и како жена помагам во разрешување на конфликтни ситуации, бидејќи јас сум судија. Сакам на сите жени да им го честитам 8 март и да им пожелам секој ден да им биде убав и посебен. Мојата искрена порака до сите жени е открите го вашиот предизвик, верувајте во себе, вложувајте во себе, верувајте во успехот, бидете со големо срце полно со љубов и разбирање. Само така ќе бидете среќни и успешни и ќе го остварите вашиот сон. Во фантастично време живееме, ако можам да дозволам да кажам, со оглед на тоа што многу ме радува кога ќе ги видам младите жени сега. И нека не се младите, воопшто жените, мислам, времето во кое што живееме сега, покрај технологијата што е развиена, генерално и свеста мислам дека се менува поинаку. Најповеќе ме потикнуваат пак помладите девојки, односно жени, со оглед на тоа што стануваат амбициозни, не се плашат да го остварат она што го очекуваат. Мислам дека
одлични времења доаѓаат сега во иднина со оглед на се што дозволува времето сега и какви се работи и предизвици им стојат, а не се плашам да ги остварат. А морам да кажам тука дека може би е смешно, меѓутоа секако без поддршката на другиот пол, односно на машкиот дел од овие жени, девојки, идни мајки или идни бизнисменки, без поддршката на сопругот, или дечкото или таткото ли нема сепак да можат да ги остварат своите сништа. Иако цело време сме зборувале, нели, мажите, кај се жените, меѓутоа огромен стол во животот се и мажите. Јас на наредните генерации би им принела еден совет, би им кажала. Инаку морам да се кажам дека јас најмногу верувам во идните генерации, во тие деца кои што доаѓаат во нашите, се присутни на нашите активности, во центрите и во проектот Програма за образование на роми. Сакам да им кажам на младите дека всушност, како и секоја млада жена, тие имаат соништа. И треба да ги имаат. И треба да имаат желба да бараат повеќе од животот, од она што го имаат. И треба да одат напред, онака како што тие сакаат. Меѓутоа, магичното стапче за остварување на тие нивни соништа и желби е образованието. Образованието и постојаната едукација и желбата за работа се работите кои што може да донесат до најголем успех во животот и лично задоволство. Ниту еден успех во животот не е случаен. Ако жената си зададе реална цел, и ако има голема желба да ја постигне, треба само да вложи енергија и труд и успехот секако ќе биде неминовен. Да бидат природни, да не сакаат да станат мажи, да бидат жени и да си се борат за своето место под сонцето. Јас сум Јасмина Месторска, доктор по економски науки, вработена во Министерството за економија, сектор за индустријска политика. Инаку приватно сопруга и мајка на две прекрасни момчиња. Во досегашната работа во Министерството за економија имавме задоволство и привилегија да соработуваме со повеќе проекти на USAID, кои што беа во насока на подобрување на деловната клима, поддршка на институционалните капацитети на Министерството и во насока на поттикнување на конкурентноста на македонската економија. А денеска речиси на секојдневна основа соработуваме со проектот USAID Ideas, преземајќи повеќе активности и иницијативи за имплементација на индустријската политика, значи за подобрување на меѓуминистерската комуникација и координација, имплементација на политиките за поттикнување за конкурентноста и имплементација на конкретни мерки. Розита Талевска-Христовска, директор на Фондација за бизнис стартап центар во Битола, во исто време и раководител на проект на USAID Бизнис без граници и односно врзаноста наша со USAID е токму тоа. Јас сум Жаклина Дурмиш, по професија дипломиран правник, инаку сум од 2004 година вклучена во проектот Програма за образование на роми, кој е финансиран од USAID и ФОМ и се однесува на поддршка на образованието и интеграцијата на децата роми во образовниот процес. Јас сум Лири Старова Сулейман, граден инженер, работам на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, имплементирано од Македонскиот центар за граѓанско образование. Претходно работев на проектот за основно образование и исто така финансиран од USAID. Јас сум Антонета Димовска, судија во Основен суд Скопје 2, Скопје, граѓански судија. Инаку покрај мојата редовна должност како судија, сум лице задолжено за односи со јавноста, значи портпарол сум на судот. Во проектите на USAID, па мислам дека сум вклучена од самиот старт кога USAID почна да работи на реформите на судството во Македонија. Меѓутоа, поинтензивно, некаде 2004 година, кога почна обуките за обучувачи, кога профункционира Академијата за суди и јавни обвинители. Јас ја поминав првата обука која тие организира
потоа и наредните обуки, потоа се организираше обука за лицата задолжени за односи со јавноста, бе вклучена во тој проект и се надевам и во едниме. Јас од секогаш сакав да учам и да ги проширувам своите видици во областите во кои што работев. Тоа може би беше причината зашто ги завршив и постдипломските студии за применета економија во Виена и неодамна докторирав на Економскиот институт во Скопје. Веројатно чувството на одговорност и перфекционизам ме тера постојано да се учам и да се надградувам. Секако дека морам да се заблагодарам и на USAID затоа што во тековната работа, во тековните активности кои што ги имаме во Министерството, ни овозможуваат повеќе обуки, семинари, специјализирани тренинзи, а секако и соработка со врвни консултанти и експерти, каде што ги запознаваме искуствата, најдобрите искуства во светот, ги анализираме состојбите во нашата земја и подготвувајќи акциони планови како понатаму. Мислам дека фактор што сум упорна и досадна. Најповеќе би го рекла тоа. Значи, англискиот збор е, мислам, determined, а и нас, не знам дали имаме соодветни или, меѓутоа, самото тоа што во мојата глава и мојата перцепција се е можно. Не постои нешто што кога ќе се ангажирам околу било што, секојаш ми е опцијата дека се е можно и не постои препрека која не може да се надмини. Токму тоа сметам дека ме донесе до тука што сум сега. Значи вака, искуството кој го имам на полето на образованието датира од 1998 година. Иако сум по професија правник, сепак животот ме наведе во водите на образованието и во водите на невладиниот сектор. Она што најмногу ми помогна да речеме да успеам во невладиниот сектор и да имам што повеќе сознанија за потребите на образовниот процес во Република Македонија, всушност е образованието, она што јас го имам завршено, доквалификациите, семинарите и обуките кои што ги поминавме во рамките на разните проекти, како и проектот на USAID. Исто така е многу битна и комуникацијата со луѓето и да се слушнат нивните потреби, комуникацијата со општината, со институциите кои што исто така имаат потреби и проблеми. Во мојата кариера мислам дека најмногу ми помогна моите лични карактеристики. Одлучна, флексибилна, решителна и некош не се откажувам. Тоа дека не ја постигнам целта, терам до крај. Мислам дека упорност. По природа сум упорен човек. За мојата работа е многу важно да бидеш чесен и искрен. Мислам дека јас сум таква личност, чесна, искрена и упорна пред се. Истрена сум тоа што ќе го зацртам како план да го реализирам.